Еве сме назад во студио. Стигнавме и до вториот дел од нашата емисија. Во нашето студио е директорката на Домот на културата Крсте Петков Мисирков Свети Николе, госпоѓа Валентина Алексовска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и на вас. Валентина Алексова. Најнапред благодариме за поканата што сум еве денес гостин во вашето студио и ова утро би сакала да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија и се надевам дека ќе поминеме пријатни мигови во разговорот и ќе има што да се слушне во однос на представување на нашата институција. Така. Домот на културата функционира повеќе од 40 години. Тоа е единствена институција во Овчеполието. Знаеме дека почетоците на овој културен дом датираат децении наназад. Меѓутоа, дали можеме да кажеме нешто повеќе околу историјатот? Значи, како што рековте, Домот на културата функционира повеќе од 40 години, поточно од далечната 1969 година, како прв основен дом на културата во Македонија. Од тогаш па наваму интензивно се работи и тоа е културен центар на сите активности во нашата општина. Се разбира тука и Народниот музеј, меѓутоа во нашата институција тоа е центар на сите културни активности настани и можност, значи не само да се понуди на нашите сограѓани една лепеза од разновидни културни активности, културни програми, секако се надеваме и се трудиме да ги задоволиме културните потреби и вкусовите на нашите сограѓани, но секако целта наша е и преку различни форми на делување, преку нашиот фолклорен ансамбл да го задржиме она традиционалното, автентичното од нашето поднебје, значи исто така преку членувањето на младите во драмскиот аматеризам, во фолклорниот аматеризам, се трудиме да го извлечеме она максимум, значи Домот на културата да биде центар на активности избиднување младите, едно катче каде што младите ќе се чувствуваат и покрај тоа што ќе имат простор каде да ги искажат своите таленти, ќе се чувствуваат пријатно. И секако тука е едно поидновно место од каде што може понатаму да се развива, нели, и имаме и многу професионалци кои токму се инспирирани од членувањето во некои аматерски представи, во фолклорни ансамбли и како пејачи вокални, значи ова е местото од каде што произлегуваат понатаму и некои се и како афирмирани професионалци, значи ова е Домот на културата токму така извршува својата основна функција. Така. Вие повеќе години сте на чело на овој дом. Какви беа почетоците кога ја превземавте оваа функција? Па да ви кажам, нели, ова е многу благородна работа, пред се многу одговорна. Меѓутоа, сметам доколку се работи посветено со љубов и со голема одговорност, резултатите се неизбежни. Аз сметам дека јас сум личност која пред се трудиме со тимот, со нашиот тим од стручниот кадар и сите вработени, пред се да ја оправдаме функцијата поради која што постои оваа институција, секако, нели, работиме според утврдена програма и се трудиме во програмата да бидат застапени оние сите потреби, она што е потреба на нашите сограѓани, значи како што претходно набројав, значи за да ги задоволиме културните вкусови на сите наши сограѓани. Така. Ќе ни кажете ли нешто повеќе со што се работи Домот Крсте Петков Мисирков? Домот на културата Крсте Мисирков, значи својата работа ја извршува преку работа на библиотечната повеќе дејности имаме, значи библиотечната дејност, понатаму киноприкажувачка дејност, драмска и литературна дејност, ликовна дејност и музичко-сценска дејност. Значи, ова се повеќе активности и во склоп на Домот на културата, јас сега би можела накратко за овие што се вклучува во овие дејности. Значи, библиотеката работи во Домот на културата
во склоп на Домот на културата и располага со еден богат книжевен фонд од над 52.000 книги, што значи за нашата општина е сосема доволно, можеби и повеќе. И секоја година се збогатува овој книжевен фонд, особено во последните години со проектот на владата и на Министерството за култура. Значи ги добивме преводите на стручната литература, понатаму звездите на светската книжевност и со набавка исто така на белетристика, на лектирни изданија. Ние се трудиме постојано да го збогатиме овој фонд, секако според потребите на читателите. Меѓутоа, за да ги вратиме, нели, променлива е бројката на читателската публика, сепак си има влијание, нели, ова современиот тренд на живење. Понекогаш се случува, нели, да се оддалечат малку млади, особено средношколската популација од книгата, меѓутоа за да ја вратиме читателската публика назад во библиотеката, ние практикуваме преку различни форми, значи организирање на различни книжевни представувања на актуелни писатели, актуелни наслови, преку трибини и така натаму, значи да ја вратиме, да ја доближиме книгата до читателот. Значи по повод различни, денот на мајчиниот јазик се организираше една културна програма, културен настан, значи настојуваме да преку повеќе културни активности и да ја доближиме книгата до читателот и секако да анимираме повеќе читатели. Така. Каква ви е соработката и проектите со Министерството за култура и со локалната самоуправа? Во ова би се надоврзала, јас опфатив сосема мал сегмент, значи реков дека во рамки на домот работи библиотечната, меѓутоа најнапред да одговорам на вашето прашање. Значи, секако, ние сме општинска установа. Домот на културата е општинска установа, што значи функционираме сме под надлежностите на локалната самоуправа и секако со финансиска помош од локалната самоуправа, но исто така и Министерството на културата, ние сме сосема задоволни, соработката е голема, исто така, значи се поддржуваат голем број од нашите проекти, финансиски се поддржани, така да мислам, тоа е еден голем предуслов за да можеме успешно да функционираме и да ја реализираме нашата програма. Но јас сега би сакала да се навратам на она што го започнав претходно, бидејќи рековме дека во Домот на културата работат повеќе дејности. Јас сега би продолжила, библиотечната дејност беше само едниот сегмент, каде што можеме да го представиме Домот на културата. И за другите. Да, значи сепак тука како што споменав, функционира се уште и киноприкажувачката дејност, иако со големи потешкоти. Знаеме дека опадна во еден период пред 10 на 20 години, значи преполни беа киносалите, но секако напредокот на технологијата се го направи своето и нели сега помалку е трендовски не само во нашиот град, значи киносалите во однос на киноприкажувачката дејност не е толку актуелно, меѓутоа ние се трудиме да ја вратиме филмска публиката во киносалите со тоа што донасаме и во соработка со Кинотека на Македонија и со дистрибутерските куќи да ги донесеме на новите филмски прикажувања. Исто така, значи организираме на различни форми за најмладата популација во соработка со основните училишта. Значи се организираат најразлични филмски проекции, особено преку анимирани детски филмувани бајки, така да организираме во соработка со школите кино представи. Целта наша е да се навигнуваат децата да погледнат филм на филмско платно. Така да мислам дека задоволни сме во однос на оваа насока и секој, мислам, сепак имаме се уште киноприкажувачката дејност функционира, пак ќе повторам, не во тој обем колку што беше во претходните години, но сепак функционираме. Во однос на драмска и литературна дејност. Кај нас, значи, драмскиот аматеризам е со долга традиција. Во рамки на Домот на културата извесен период функционираше градски аматерскиот театар Сцена 71, со кој сега сме во добра соработка, а исто така во рамки на Домот на културата работи младинско драмско студио Глорија и детско драмско студио Колибри.
Целта е тука да се анимираат што повеќе млади заинтересирани таленти кои што на сцената ќе го прикажат, мислам, својот талент, но не само тоа, и како краен продукт се произведуваат и театарски представи. Јас мислам дека на едно високо ниво и многу професионално, сепак, иако се аматерски представи, јас мислам дека се многу блиску до професионалните. Така да мислам, сите што биле во Свети Николе, што погледнале, знаат дека Свети Николе е со богата театарска традиција и имаме исто така и театарска публика која што постојано ги следи овие театарски представи. Понатаму, значи, реков во однос на литературната и литературната дејност имаме, значи, литературен клуб во кој што се анимираат членови од различна возраст и учествуваат на различни литературни читања на база на соработка со други културни институции, исто така и тие си домаќини заедно со библиотеката на нашата традиционална поетска манифестација Пролет, љубов, смеа, во која учествуваат повеќе членови на литературни клубови од повеќе наши градови, така да со надпреварувачки карактер, исто доста интересна манифестација. Понатаму ликовната дејност, нели, во рамки на ликовната дејност се трудиме да организираме за љубителите на ликовната уметност изложби, ликовни изложби се организираат, значи во текот на годината се организираат како од професионални, така и од аматерски ликовни изложби, се со цел да се задоволат вкусовите на, односно љубителите на ликовната. Задоволни сте ви од овие активности? Па, јас би била нескромна ако кажам дека дека сега, нели, тоа е посетеноста варира во зависност од кој период, сепак ние имаме еден проблем. Кај нас што киносалата и со затоплувањето, така да во зимскиот период малку, значи, се бориме и сме во фаза на решавање на тој проблем. Меѓутоа, нели, секогаш има можност доброто да биде и подобро, тенденција никогаш не можеме да кажеме дека сме сега задоволни, се е добро, нели, работите и потребите се менуваат, на нашите културните потреби се трудиме да ги следиме современите трендови, да бидеме во функција на потребите, на културните потреби на нашите сограѓани и во таа насока, значи, ние ја и нашата програма, кога ја правиме, гледаме, нели, сепак финансискиот дел ни е на прво место во однос на буџетот со кој што располагаме, да се вклопиме, да можеме да ги одржиме и да ги реализираме сите овие активности. Така. Препознатлив знак на Домот на културата е културното уметничко друштво Јанко Глигоров. Можете ли да не кажете нешто од кога постои ова друштво и кои се нивните активности? Токму така, значи, исто многу значен сегмент, помеѓу овие што досега ги наброив, е и музичко-сценската дејност, во склоп на кој што работи и културно-уметничкото друштво Јанко Глигоров. Нашето културно-уметничко друштво е со долга и богата традиција. Значи, пред неколку години го прославивме 40 годишниот јубилеј од своето работење и постоење. И во рамки на фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров членуваат некаде околу 100 членови во различни категории. Значи, имаме ние од најмала возраст, од 7 годишна возраст, па во неколку групи. Значи, можам да кажам дека првите почетоци е некој вид школа за фолклор, каде што најмладите ги учат првите чекори на играњето. Понатаму се запознаваат со нашата фолклорна традиција, и исто така, значи, ние сме автентични, препознатливи по нашите, значи, традиционални изворни ора од овчеполието. Ова е и место каде што ризница и фундус на овчеполската носија, значи, ние сме еден вид и амбасадор на културата од нашиот град, кој што традиционално можеме да ја представиме од поднебието, од каде што екзистираме, постоиме и работиме. Во рамки на културно-уметничкото друштво Јанко Глигоров работи и женската пејачка група Камелија, значи женско вокално трио Дзуница и оркестарот на
инструменти, кој што е во придружба секогаш, значи оному каде што Јанко Глигоров, таму е и оркестарот од народни инструменти. А вокалното трио од Зуница е од 3 до 4 члена, значи трио, некогаш е трио, некогаш само вокално, мислам, во зависност од тоа колку членови имаме, бидејќи тоа се постари членки, сепак некаде ние се трудиме да го подмладиме, но меѓутоа се помалку е интересот за членување во едно вакво, на жал, значи трио на изворни песни. Меѓутоа сепак според ова вокално трио е секогаш придружба на нашиот фестивал на изворен фолклор Тодорица, за кој ќе имаме можност нели да кажеме. Ќе напоменеме подоцна. Да, и секако би сакала да кажам збор два за женската пеачка група Камелија. Таа е составена од млади девојки, 10 до 12 млади девојки, кои што на репертоарот негуваат староградски песни и учествуваме на фестивали во Македонија, сме учествувале на фестивали во Македонија кои што се организираат. Така, вчера вечер Градскиот аматерски театар Сцена 71 имаше премиера на комедијата Не се клади на енглези. Колку свети николчани знаат да препознаат добра представа? Како што и претходно кажав, значи Свети Никола е со богата традиција, театарска традиција и имаме една публика, театарска публика која што секогаш со интерес и задоволство следи се она што се работи во нашата институција. Секако нели ние аматерскиот театар јас го издвоив, ние се трудиме да донесеме и професионални театарски представи, но еве да се надоврземе, значи баш токму вчера вечер се случи премиерата на театарската представа Не се клади на енглези во режија на Слободан Елисеев во соработка со аматерскиот театар Сцена 71, проект кој што е поддржан од страна на Министерството за култура и локалната самоуправа. И бидејќи театарската представа е таква што мораше да се одработи на мала сцена, значи на мала сцена ограничен е бројот на публиката, меѓутоа имаше голем интерес и заинтересираност, особено театарските представи што се пообемни ги правиме во големата сала, значи има простор на премиерата да присуствуваат повеќе наши сограѓани. Вчера вечер значи се бараше карта повеќе, меѓутоа согласно просторните ограничувања, бидејќи беше изведена на мала сцена, значи публиката ја доживеа одлично. Тоа е една комедија и секогаш комедиите наидуваат на добар прием кај нашата публика. Така. Почитувани гледачи, тука ќе направиме една кратка пауза, па се враќаме назад во студио со нашата гостинка. Еве сме назад во студио, почитувани гледачи. За сите оние кои го пропуштија првиот дел од нашата емисија, едно мало подсетување. Наша денешна гостинка е Валентина Алексова, директор на Домот за култура во Свети Николе. Да продолжиме со разговорот, директорке. Се подготвувате за меѓународниот фестивал на изворен фолклор. До каде се подготовките, колку друштва ќе учествуваат, всушност што представува овој настан за вашиот град? Општина Свети Николе е, како што напоменав претходно, општина со голема културна, а особено фолклорна традиција. Еден од препознатливите знаци на нашата општина е меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, кој што ни доаѓа во пресред и секако сите наши капацитети и се вклучени во ова организација на овој голем настан, не само за нашата институција, за нашата општина, но и пошироко. Можам да кажам, значи, подготовките се некаде речиси при крајот, затоа што еве за речиси една недела веќе отпочнуваме со фестивалот на изворен фолклор Тодорица и веќе направен е распоредот, поканети се групите учесници кои што ќе настапат оваа година и можам да кажам, сега би сакала да кажам всушност неколку збори околу почетоците на овој фестивал, на меѓународен фестивал на изворен фолклор. Значи, од
почетоците датираат некаде од 1973 година како регионални фолклорни смотри. Значи, после тоа, долги години, едно 6 години во Тодорички средби, на кои што учествуваа претежно значи, фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од регионот, од источниот регион на нашата држава. Меѓутоа, од 2001 година, тоа прерасна во фестивал на изворен фолклор, а од 2003 година меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица. Инако, овој фестивал е поврзан секогаш со верскиот празник Тодорова сабота. И како што претходно најавив, значи со почетоците датираат многу одамна, кога на овој верски празник во градот доаѓале голем број на луѓе од околните места и тука се играле, значи во центарот на градот се играле ора, младите го бирале меракот на своите срца, тоа било можност да се видат и така да со текот на годините, значи оваа традиција е зачувана и прерасна во еден прекрасен фестивал на изворен фолклор, се со цел да се зачува автентичното, традиционалното. Како што реков, ние се трудиме во програмата да вклучиме повеќе фолклорни ансамбли и тоа исклучиво фолклорни ансамбли кои што негуваат изворен фолклор. Значи, во оваа година, како и претходните наназад, се вклучени фолклорни ансамбли од повеќе националности. Значи, оваа година од влашка група, значи имаме од албанска група, имаме гости од Србија, од Бугарија, значи фолклорни ансамбли, културно-уметнички друштва, кои што секој на свој начин ќе го на еден автентичен начин ќе го прикаже фолклорот од поднебјето од каде што доаѓа. Така да се надеваме дека програмата ќе биде интересна за публиката. Секогаш овој настан е проследен со голем интерес од нашите сограѓани. Инако, како придружна манифестација на овој фестивал е изложбата на фотографии Тодорица со години наназад, од каде што можеме да видиме што и се случувало годините наназад и секако препознатливиот панаѓур, Свети Николски панаѓур, во тие неколку дена, поточно 3 дена, петок, сабота и недела, на самиот празник Тодорица, рековна во сабота, значи во Свети Николе врие како во кошница. Значи, имаме многу гости не само од околните градови, секако имаме гости и од страна, така да мислам дека е многу интересно да се биде присутен тие неколку дена во нашиот град, да се почувствува тој амбиент, да се почувствува значи да се има можност да се види една шареноликост на традиционални носи. Многу интересно е да споменам, значи, и самото дефиле со кое што и отпочнува всушност фестивалот, кој што го организираме. Сите учесници на фестивалот облечени во своите носии поминуваат низ улиците на Свети Николе и се представуваат со свој автентичен фолклор најнапред, значи во временскиот период додека трае движењето по улиците, значи нашите сограѓани имаат можност да погледнат една разноликост на народни носи, народни инструменти и потоа отпочнува оној официјалниот дел во киносалата, каде што се представуваат сите ансамбли со свој автентичен фолклор од поднебјето од каде што доаѓаат. Сепак, значи, овој фестивал е од надпреварувачки карактер и за наградите одлучува стручно жири и тоа се во награди за прво, второ и трето место и специјални награди за најдобра вокална и инструментална изведба и најдобар сценски настап. Значи, сепак, јас мислам, не е многу битно кој ќе победи, најбитно е после тоа, значи, заедничкото дружење на самите учесници, а ние како добри домаќини се трудиме да сите се чувствуваат, да бидат добро да се чувствуваат во моментот додека се наши гости. Така. Постои ли меѓународна соработка со вашата институција?
Секако постои, ние сме збратимена општина со општина Кикевац од Република Србија и тие ни се, значи, непрекинато, откако постои во оваа форма фестивалот на изворен фолклор, тие се наши редовни гости. Но секако на база на соработка, нели, бидејќи сме збратимена општина, исто така и ние сме нивни постојани гости на денот на кога тие го прославуваат својот ден на општината. Но секако тоа не е, мислам, тоа е само едниот сегмент од таа меѓународна соработка. Ние соработуваме и на база на, нели, со театарот, значи гостување имаме сме гостувале во Србија, имаме во планови еве сега во иднина да пријавиме на фестивал во Бугарија, во Србија и така да најмногу можноста за таа соработка, значи меѓународна соработка е преку овие две форми, значи преку гостување со театарски представи и со нашиот фолклорен ансамбл, кој што повторно ќе потврдам е амбасадор на културата на нашата општина, но и на државата на некој начин. Значи по она што го негуваме ние како автентично, но секако на програмата имаме, нели, не е само нашиот изворен фолклор, ние на програмата имаме и негуваме и стилизиран фолклор, така да, значи имаме една богата програма. Така. За крај ќе ни кажете ли кои се вашите следни активности во Домот на културата? Како што реков, ние работиме по програма, значи програма која што однапред ја изготвуваме и се трудиме. Значи тоа е една шема и рамка во однос на која ги реализираме нашите програмски активности. Но секако тоа не значи дека не може да се излезе од таа рамка, се трудиме согласно нашите финансиски можности, но не секогаш тие се и пресуден фактор за да се реализираат културни настани, така да за во иднина исто имаме мислам доста активности кои што ни предстојат. Јас во оваа прилика само би сакала да потенцирам и уште еднаш јавна благодарност до Министерството за култура, до локалната самоуправа, до градоначалникот Зоран Тасев, кои што секогаш несебично ни ја даваат својата поддршка и финансиски ни ги поддржуваат нашите проекти, без кои секако би било невозможно реализацијата на овие активности. И секако, значи, овие активности кои што следуваат во иднина, ние ги реализираме согласно буџетот со кој што располагаме, кој што ни е обезбеден, така да во иднина, јас мислам само за овие неколку месеци, затоа што ако зборуваме за сите наши програмски активности што треба да се реализираат до крајот на годината, тоа мислам може би и не е многу, но сепак немаме толку доволно време. Значи, во најава имаме во рамки на библиотеката организирано поетски читања, неколку поетски читања. Понатаму ни предстои, како што ја најавив, реализација на манифестацијата Пролет љубов смеа, театарска представа, гостување на Петар Темелковски со монодрамата, понатаму гостување на танец, на нашиот амбасадор на културата танец во мај. Така да тоа се некои во меѓувреме се случуваат, нели, кинопроекции, тоа секојдневно си ги организираме. Еве тука да ја споменам и средношколската среда, која што како проект на владата ние почнавме да го практицираме и мислам дека со самото тоа се трудиме. Големен ли е бројот на посетители од? Па се уште е рано да се каже, затоа што, нели, многу скоро отпочнавме со реализација на тој проект, така да во секоја среда ние се трудиме да организираме настан и културен настан кој што ќе имаат можност средношколската младина да влезе и бесплатно да го посети. Сега зависи од тоа што ние на програмата, може би некоја среда и нема да се случува, меѓутоа ние и наменски почнавме да организираме некои активности. Значи имавме досега неколку репризни прикажувања на наши театарски представи на филмско платно, значи ги прикажуваме, тоа се ретроспективи и се трудиме да ги анимираме средношколците, значи да побудиме интерес да дојдат во киносала, понатаму да иницираме да се интересираат што ќе се случува понатаму и значи да сами да пројават интерес да дојдат и да прашаат што ќе има, што ќе се случува, кој е наредниот настан, значи тоа се трудиме да се анимираат за почетокот, меѓутоа и со реализирање на културни програми, колку повеќе културни содржини, се надевам дека ќе најде на интерес кај средношколците.
Така. Господја Валентина, јас ви благодарам за вашето одвоено време. Ви посакувам уште многу успех понатаму во вашата работа, па се надевам дека ќе имаме прилика уште еднаш да бидете наш гостин во нашата емисија. Благодарам и на вас, уште еднаш благодарам за поканата. Секако ние стоиме на располагање и нам би ни било драго, значи јавноста да биде запознаена со она што се наши активности, наши планови и секако сме отворени за соработка. Уште еднаш ви благодарам. Така, благодарам.